прашања, почитуван председател на Националниот совет за европски интеграции, почитувана заменичка министерка по Министерството за европски прашања, почитувани представници на делегацијата на Европската унија, граѓански сектор, представници од синдикатите, медиумите, добре дојдовте. Ќе се обратам накратко на полски. Ваша екселенцијо, амбасадорже Примора, dziękuję za prezentację. Mój kraj Polski mają bardzo dobrze bilateralne relacje. I życzę paniu Primora powodzenia misji Skopje i dużo sukces prezydencji. Ти приветам накратко, посакав се заблагодарив за презентацијата, потенцирав дека нашата земја и Полска имаат одлични билатерални релации, дека посакувам многу успех во мисијата, во новиот мандат на амбасадорот тука во Скопје, успех, но истовремено и успех во председателството со Советот на Европската унија. Полска е исклучително значаен партнер, особено во делот на европската интеграција, и тоа се покажа често пати во изминатиот период. Тие се наш континуиран партнер, особено во делот кога говориме за мерит систем и почитувањето на критериумите од Копенхаген. Имавме одлична, би рекла, соработка со Полска, токму во пред нешто помалку од 10 години во секретаријатот за европски прашања, твининг проект кој што ги зајакнуваше капацитетите во делот на административното постоење во тој секретаријат, меѓутоа истовремено и донесе додадена вредност во делот на менаџментот со европските фондови. Зошто е тоа важно? Тоа го слушнавме и денес. Полска е еден од лидерите, особено во делот на искористеноста на структурните и кохезионите фондови во рамките на Европската унија, и чинам има и тоа како многу што да ни понудат како искуство во делот на нашето зајакнување во овој процес на интеграција и во градењето на капацитетите. Се сеќавам и ги гледам тука и колегите од поранишниот секретаријат, сега Министерството за европски прашања. Имавме и воспоставивме на вистина одлична соработка со токошните експерти, колеги кои што прочем ги представуваа земјите членки преку твинингот, нивната експертиза, како што кажав, тоа беше твининг проект на Полска, Германија и Хрватска, и верувам дека и во таа насока треба да се продолжи понатака, особено во делот на подготовката на капацитетите, а во пресред на она што сите го посакуваме, а тоа е отпочнување на преговорите. Кога говориме за Европската унија и нашата интеграција, морам да изразам жалење што во изминатиот период сведочавме на, па би рекла, бројни дезинформации или лажни вести, секогаш кога стануваше збор за нашата дипломатија, надворешна политика или процесот на европска интеграција, до толку беше инволвирана и тука присутната заменичка министерка во делот на дезинформации кои што се пласираат во јавноста. И чинам како политички субјекти имаме и тоа како одговорност да внимаваме во тој процес на информирање или споделување информации, особено во еден ваков геополитички контекст во кој што се наоѓа Европа, а не исклучен и Западен Балкан, и да многу внимателно пристапуваме во споделувањето или креирањето на јавното мислење. До толку повеќе ние се дочавме и на политички субјекти или носители на јавни функции во минатото, кои што се инволвира во креирање на манипулации, лажни вести или пласирање на дезинформации. Затоа чинам дека треба да внимаваме заради тоа што со таквите чикори нанесуваме директно штета и на надворешната политика, меѓутоа и на нашиот процес за европска интеграција. Да не заборавиме дека полноправното членство во европското семејство е наша стратешка определба, и таа е една од трите постулати на кои што почива нашата надворешна политика. Имено надворешната политика на нашата земја се темели токму на три фундаменти. Полноправното членство во Европската унија со целосна усогласеност во делот на надворешната и безбедносна политика, кредибилен партнер во алијансата, во НАТО алијансата,
и нашето стратешко партнерство со Соединетите Американски држави, кое што проучам го имаме подпишано уште во 2008 година. И особено охрабрува оно што го спомена и амбасадора, дека проучам ќе се работи на обновување, односно на тоа зајакнување на трансатлантското партнерство. Затоа, навистина во оваа насока, кога веќе говориме и за тоа што бројките покажуваат од испитувањето на јавното мислење, треба да придонесеме ако велиме дека имаме национален консенсус во делот на остварување на европскиот сон. Во услови кога навистина треба да ја одржиме надежта или во услови кога можеме да сведочиме дека можеби критериумите од Копенхаген не се подеднакво имплементирани или чувствуваме дека принципот на солидарност или неправедност е присутен дури во случајот со нашата земја, навистина треба да внимаваме и ние како политички субјекти во однос на како придонесуваме за овој национален проект, а тоа е полноправното членство во Европската унија, се исполнува или се придвижува. Како што кажав, дека некако 20 години, скоро говориме за овие мерит критериуми, апелираме за исполнување за еднаквост во овој пристап и навистина за конечно да говориме за европеизација на Западниот Балкан. Чинам дека за нас од презентацијата на почитуваниот амбасадор Бримура и тоа како е охрабрувачки што повторно и во приоритетите и во понатомошното председателство со Советот на Европската унија, Полска ќе се залага за мерит систем и за критериуми кои што ќе важат за сите кои што навистина се уште го сонуваат европскиот сон. Посакувам амбасадоре понатака многу успех во остатокот од вашето председателство и ние како собрание, ние како парламентарно мнозинство сме тука навистина да останеме силни партнери и да ги градиме билатералните односи помеѓу нашите две земји. Ви благодарам на вниманието.